Добар ден, драги гледачи. Нов работен ден, нова тема, пак нова дружба со мене Тео, со Тина. А пред да почнеме нашата денешна главна тема, мислам дека Тина има нешто многу важно да ви каже. Како и секогаш, она што сакаме да го потенцираме во црвена линија е она што не смеете да го пропуштите вечерва на Телма телевизија. Државната компанија ЕСМ почнува со мерки на штедење. Дел од вработените одат на принуден одмор. Се кратат пари за спонзорства, репрезентации и службени патувања. Како се менаџира енергетската криза? Гледајте вечерва топ тема. Гостуваат Виктор Андонов, советник за енергетика на премиерот, и Стефче Антовски од ВМРО ДПМН. Наташа Стојановска во 19 часот и 15 минути топ тема. А како и секој епизод, денешната главна тема ни е како да се спречи ширењето на коронавирусот во училиштата. На самиот старт со Тео подготвивме нешто, а тоа е како изгледа всушност ширењето на ковид во училниците, односно во училиштата. Пред појавата на пандемијата и ширењето на COVID-19. Дружба, забава. Овој времења добро ги паметиме и како што гледаме со појавата на ковидот, црвените топчиња ги посочуваат инфицираните ученици, односно оние кои што го пренесуваат ковидот. Доколку продолжува наставата во ситуација како никогаш, односно со групно седење, еден спроти друг, а се разбира инфицираните не одат и не изгледаат црвено, ова е само така прикажано, тоа значи дека вирусот се шири со голема брзина. Без да знаеме кој е заразен, кој не. Еве, всушност, симулација како изгледа сето тоа. Да, ширењето, односно оној кој што е инфициран, со зборување и не знаејќи секако. Секако не знаејќи. При распрскување на частиците многу лесно се шират низ воздухот, што значи дека сите ученици практично се изложени на инфекција и можност за зараза. Најблиските се во најголема опасност. Така, затоа и се спроведува на задолжително растојание, но не и само тоа. Значи, еве вака би изгледало во училниците доколку не се спроведуваат ковид мерките. Но со маските, односно носење маски, веќе состојбата е поинаква. Што значи дека инфицираниот не е во можност да распрскува, односно да ја шири инфекцијата и да ги изложува на ризик соучениците. Ова исто важи во работни средини, што значи носењето маска не случајно е донесено како такво, затоа што оној кој што носи маска помалку ги вдишува частиците, а меѓу другото, ако и двајцата не носат маска, тогаш ризикот е намален во голем процент. Значи може да се подсетиме маска, вентилирање, вентилација и дистанца. А она што е важно, сакаме да го слушнеме вашето искуство, вашиот став, односно како е најдобро да ги заштитиме учениците во текот на наставата и посетата на училиштата. Секако минатата година карантините важаа за сите, но оваа година учениците ја следат наставата и секако во училиштата се спроведени задолжителни мерки, кои што не само што подразбираат контрола на влез и излез, контрола на големите одмори, малите одмори, служењето на храна, забраната за групирање и секако задолжителното носење на маска и седење на дистанца од најмалку 2 метри. Како и да е, ве очекуваме на 02-307-6677. Оно што сакаме да го слушнеме е секако доколку имате ученик дома и деца, еве да кажете какво е вашето искуство и како е според вас се може би најдобро да се заштитат децата од пренос на овој вирус, бидејќи бројките неминовно се зголемуваат и во училиштата. Така, мислам дека сега е време да го слушнеме нашиот прв гледач. Добро вечер. Добро вечер, ако сум прв на линија. Вие сте? Да, повелете. Благодарам. Па вака, ми се чини дека
ковидот да го избегаме не можеме. Ковидот може само да се заштитуваме колку може повеќе за сметка на тоа. Јас не можам да речем дека маските се некаков да речем заштита, но сигурно дека е повеќе од заштита да ја имаме отколку што ќе ја немаме. По оние сега што покажавте како тоа се движат тие капки при разговор, при значи близко стоење еден до друг, значи сепак тие капки на вирусот се многу побрзо ќе преидат од еден кон друг. Ако сакаме да се заштитиме, и се чини дека треба да почитуваме правилото, значи носење маска, држење растојание и просториите каде што се задржуваме постојано да бидат проветрувани на некој начин за да вирусот да не се шири, да не го колку може што се вика да се заштите прво сами себе, а потоа и околината и сите околу нас. Ја мислам дека имаше некои си протести од страна на родители кои што не сакаат децата да носат маски. Ја мислам дека подобро е да носат децата маски и да бидат поздрави, отколку да не ги носат маските, они како што се значи палави, да се гушкаат, да прават разни контакти близко едни до други, и ако меѓу нив постои некој да е евентуално да го носител на тој вирус, само може да го пренесе и да има после тоа последици поголеми, за сметка на тоа и вирусот што се вика да се пренесе уште и на X други граѓани, ученици и така натака. Само дисциплина и ништо повеќе. Благодарам, поздрав. Благодарам за вашето јавување во Црвена линија. Евете, ќе ви потсети дека можете да коментирате и на Facebook страницата Црвена линија. Токму така, покрај тоа, да ве потсетам дека можете да не се приклучите во емисија преку нашите социјални мрежи на Facebook Црвена линија, да ни пишете во порака на постот што го постиравме за тема на денот, ваше мислење, ние заедно ќе прочитаме, исто така и на другите наши социјални мрежи, на Twitter и на Instagram, да ни пратите па и таму ваше размислување околу главната тема, но да ни пратите ако сакате и никнем, дали на Zoom, дали на Skype, за да ве приклучиме и да ве добиеме преку видеоповик. Нормално може и на традиционален начин да ни задзвоните на телефонскиот број 02 307 6677 и да ви слушаме убаво. А сега мислиме ќе имаме гледач. Добар вечер. Ало, добар ден. Да. Добар ден. Повелете. Околу темата како да се спречи ширењето на коронавирусот во училиштата. Да. Прво и основно, училиштата треба да бидат заштитени во смисол барем еднаш на 2 дена да се извишат тие клупи, да се дезинфицира училницата, кога ќе си заминат учениците од училиште, а тоа не се прави, нити па имаат основни средства за кои што треба да се погрижат, тоа треба стручните лица кои што работат таму. Не може да носат децата марамици, да бришат сами клупа и да носат уште маски, по 2, по 3. Знаете што значи? Тоа е мозокот им се оптеретува, они немаат кислород, а не уште да учат. Поготово кога се работи од 1 до 4 одделение. Ајде, овие поголемите пак имаат нешто што можат сами да се справат со сето ова. Зашто возрастните не носат маски, а дечињата носат маски? Кој е параметрот? Не ми е јасно. Не ми е нешто јасно и ја мислам дека вие кога телма би отишле во некој училиште да видите хаосот во училиштето, ја мислам дека родителите ќе се запрашаат дали воопшто треба да ги пуштат учениците на училиште. Али подобро е да одат на училиште, меѓутоа без маски. Али да се најде начин со кој би се заштитиле децата. А како ќе се заштитат? Сите дечиња треба да бидат контролирани од страна на родителот, да не го пушта на училиште ако детето му е болно. Немало кој да го чува, па ќе ги зарази сите. Така сме направиле? Од шупле у празно, извините на израз. Благодарам за вашето јавување. 80 секунди, внимавајте, затоа и го објавуваме тајмерот. А она со што сега ќе продолжиме е секако вклучувањето на доктор Аспазија Софијанова, меѓу другото шеф на Оделот за интензивна нега и терапија на клиниката за детски болести во Скопје. И многу ни е драго што сте дел од ова издание на Црвена линија. Како сте? Прво да прашам. Ми е драго што ме поканите, што имам шанса да проговорам заедно со вас, веројатно малку и да решим некои работи ги разјаснат од лекарски аспект, од педиатриски аспект, бидејќи се уште постои, веќе гледам
внимателно што чува енигмата околу како дечињата се однесуваат во училиште, што треба да се прави во оваа пандемија, која, мораме да кажеме, не е само кај нас, туку е практично еден глобален проблем, а би можела да ви кажам од моите искуства што светот прави и веројатно да дадам и свој допринос колкаво е влијанието на школото во однос на растот и развојот на децата и колкаво е влијанието на домашната средина, која исто така создава одредени навики и на крај ние лекарите кои даваме одредени совети, сега како дечињата да се однесуваат во овој период на заразна болест како што е COVID-19. Кој би бил вашиот медицински совет од вашето богато искуство, всушност како е најдобро да ги заштитиме децата од ширењето на вирусот во училиштата особено? Знаете како сега во оваа фаза на ширењето на самиот ковид и мутациите кои што се создаваат, гледаме дека децата се доста акцептибилни кон вирусот, исто се шири, знаеме, преку воздух или ние викаме капково ширење, што значи дека близината и дружбата кога е во тесна близина една со... Дали може би имаме проблем, добро? Некој каков проблем имаме со конекцијата, секако ќе се обидеме... Да, тука сум. Одлично. Се извинувам, веројатно конекцијата. Значи, многу е важно да сепак таа близина биде контролирана. Кога се во училиште, контролата би била најдобра во оваа фаза, каде се уште вакцинирањето е ставено сега веќе на акција и гледам дека она која е препорака на интернационалните педиатриски асоциации глобално во светот да се вакцинираат децата од 5, не само до 11, туку и понатаму во тинеџерската возраст, да тоа биде примарната заштита. Тогаш ќе се ослободиме од многу други дополнителни работи кои мораме да ги применуваме заради спречување на можноста на ширење на инфекцијата, што значи маските сепак се корисни во оваа фаза кога се уште не е комплетирано целосно вакцинирањето во возрастните групи кои највеќе го шират сега и кои се највеќе одговорни за создавање на одредени мутации. Значи сепак тоа држење на дистанца, носење на маска и се разбира фазата која настапува, тоа е фазата на вакцинација, она која што е најважна по спречување на ширењето на овој инфект и создавање на вакви нови мутации кои гледаме секојдневно дека ги има на територијата на целиот свет, не само кај нас. Така, кога сме веќе кај мерките. Сега, мерките за заштита се спроведени насекаде во училиштата во светот. Дали ваквите мерки се доволни ефективни? Знаете како, говоревме исто така сега пред некој ден имавме баш дебата на тема вакцини, мерки во училиштата и имате кост бенефит, што добивате, што губите. Сигурно дека нешто негде во некои сегменти ќе се направи некој вид на штета. Тоа е дружбата што имаат децата во овој период и социјалните контакти ги чини децата специфични во оваа фаза, градинка, школа, училиште и понатаму гимназиите и средните школи. Тие социјални дружби се трајни и носат една друга духовна енергија кај децата и вклучуваат нормално нешто што ние забораваме дека во тие физички контакти се градат многу убави личности. Така со делувањето и со постојано дружење со техничките помагала создаваме малтене ипак од децата едни други, да кажам, психогени сегменти кои не би сакало да ги дебатирам во оваа фаза, бидејќи веќе државите кои што имаат искуства на тој план укажуваат и на психолошката помош која понатаму ќе имаат потреба децата да ја добиваат. Па сега со се нешто што ќе добиете ќе изгубите и обратно. Тогаш е многу подобро да сепак дружбата продолжи, одат во училиште, но сето тоа сепак да биде контролирано. Мислам дека контролата е најважниот, дека контролата на децата е најважна да се врши и дома и во училиште и доколку има некаков проблем да се тоа веднаш изолира, да се нагласи дека тоа дете има проблем. Не сме гледали некои посебни компликации и поделикатни ситуации, што значи вакцинацијата е следниот сегмент на кој треба повеќе да обратиме внимание, а до тогаш пак заштитата. Благодарам многу што одвоивте од вашето време, верувам дека имате и премногу обврски и што бевте дел од Црвена линија. Ви посакуваме се неубаво и секако да бидете дел и во некое наредно издание на Црвена линија. Кога сме веќе кај вклучувањата во овој дел на Црвена линија,
имаме и уште едно вклучување, а тоа е долгогодишен просветен работник, директор на основно училиште, а сега веќе во пензија, но работи како мотивацијски говорник за деца и млади. Станува збор за господина Нада Молеровиќ. Дали ја имаме? Интересно е дека таа во моментот е во Дубај и она што сакаме да слушаме е секако за тоа како се спроведуваат мерките кои што нели се неминовни и важни да ги имаме во училиштата, се со цел да се заштитат учениците. Еве ја имаме Наде. Добро вечер ќе кажеме. Добро вечер. Драго ни е што повторно сте дел од Црвена линија и секако целиот свој живот работевте во училиштето со децата, учениците, а сега сте и мотивацијски говорник и за деца и за млади. Ако ја имаме Нада, да веруваме дека ќе биде успешна конекцијата. Еве првото прашање според вас и вашето искуство, како да се спречи ширењето на коронавирусот во училиштата? Добро вечер, дали се слушаме? Јас се поздравувам од овде од Дубај, од топлото Дубај и посакувам убава вечер. Знаете како, ако минатата година навистина водевме битка да се вратат децата во училиште, бидејќи онлайн наставата се покажа како непродуктивна, како стресна, како за сите и за родителите, за децата, особено поради нивната несоциализација, дружба и можност нели очи во очи што велиме да си комуницираат со своите наставници. Сега од оваа година, нели по предлог на Комисијата за заштита од заразни болести со укажување и почитување на одредени протоколи се вративме во училиште. Значи ако веќе се вратиме во училиште, мора да имаме во предвид дека сепак маската е една од единствените алатки покрај вакцинацијата, да сепак го заштитиме сопственото здравје и здравјето на оние кои што ги сакаме најмногу. Значи, сакам да кажам дека во овој период, иако се покажа дека децата нели не се големи пренесувачи, меѓутоа тие живеат со семејства, и ако се покажа дека во училиштата навистина има мало проширување на болеста, тоа значи дека сепак функционирале маските. Покрај маските потребно е да се запазат и нели секојдневно миење на рацете, личната хигиена, дистанцирањето и ако се запази сето тоа, може да поминеме нели навистина со многу мали заразни случаи во училиштата. Да, и како што кажавте, вие сте моментално во Дубај. Сега може да ја прашаме како е во Дубај, какви се мерките таму, може ли да ни кажете? Значи, знаете што, во Дубај имате такви едни правила, можам само да ви кажам дека една од трите најстрекни земја, односно земја во која што живее среќно население, иако постојат големи ригорозни правила, кои што треба да ги почитувате, доколку сакате да бидете овдека нели безбеден, почитуван и така натаму. Ако не носите маска во Дубај, прво да ви кажам дека во Дубај е била Емиратите всуштост, меѓу трите земји во светот кои што брзо се справиле со кризата, што значи дека се вакцинирано целото население. И ако не носите маска таму каде што се препорачува, освен на отворено, 700 евра е казна на лице место. Така да тука нема познаник, пријател, тие знаат дека постојат казни, казните се реализираат и знаете секој тоа го почитува. Сега во моментот мислам дека има некој број, ама знаете кој тој некој 0,3%. Тоа денес ке ги следиме и ние како идат сите тие бројки, меѓутоа истото важи и за училиштата. Значи, децата и во приватните и во државните училишта мора задолжително да носат маски. Меѓутоа, во што се разликуваме ние и она што треба ние да го правиме и да го практикуваме од современите и напредни општества, а тоа е едукација, континуирана едукација, информација, видео што го дадовте на почетокот едукативно, ако наставниците, родителите цело време нели го тоа вергламе, ако добиваме податоци од анализи што покажуваат
за ова време, колку се разболеле, колку штитат маските, дека не можат да штетат и така натаму, освен нели на оние кои што не можат да ги носат. Меѓутоа, знаете што еве, јас читам и истражувам секојдневно, гледам, велат ако докторите можат на своите работни места да ги носат 24 часа маските, дека тие не се штетни, пропуштаат кислород доволно колку што треба, единствено можеби ние сакаме малце повеќе да не веруваме на стручњаци, да не веруваме на експерти, да не веруваме на наука и создаваме поделби и дебати кои што во овој момент на децата мислам дека не им се толку потребни, бидејќи треба да се фокусираат на знаење. Да. Наде, благодарам што одвоивте од вашето време во Дубај. Ви посакуваме убаво време таму и секако гледајте ја Телма и Црвена линија. Ние во продолжение дали ќе имаме уште можност за уште едно вклучување. Она што сакаме да најавиме е за оние кои што се Facebook корисници, сигурно веќе знаат, се појави на Facebook група, односно Стоп за маски во училиштата. Последното вклучување, односно третиот гостин, ќе биде господинот Трајче Петковски, кој што воедно е и иницијатор на ова Facebook група, иницијатива Стоп за маски во училиштата. Добро вечер, како сте? Добро вечер. Добро вечер, ја благодарам што ја актуализирате оваа тема. Само ако не е да намалите нека фонија, ми се ствара не можам да слушам го, искрено ми се си го слушам гласот позади. Ако не е проблем да се намали, бидејќи јас сум на слушалница. Така, технички ќе го среда тоа секако. Вие се залагате да не се носат маски во училиштата и воедно сметате дека тоа е во интерес на здравјето на децата. Вака, значи пред секоја чест за двата други соговорника, и за доктор Софијанова и за пензионираниот директор кој што живее во Дубај. За разлика од нив, јас сум практичар, односно работам со деца, во моментот работам во танцова школа со дечиња каде што имаат контакт помеѓу себе, во исти услови како што се во школите, со тоа што тие деца кои што имаат контакт, тоест тие деца кои што тренираат без маски, но имаат и контакт. Вака сега. Првенствено тезата е погрешно поставена. Односно, не може да се шири таа теза дека децата се изворот на заразата. Првенствено се оние кои што се движат и кои што се социализираат, главните кои што се извор на заразата. За да не теоретизирам овдека многу, јас имам издвоено доста текстови од страна на еминентни доктори од Македонија кои што ги побиваат сите овие тези кои што ги поставија и доктор Софијанова и директорката. Пред себе сакам да кажам дека сум разочаран заради тоа што промовираат вакцинација. Бидејќи оние кои што треба да се вакцинираат, не се вакцинираат, оние кои што се најзагрозена група не се вакцинираат, а се промовира вакцинација на дечиња кои што се природно отпорни на коронавирусот, многу малце го пренесуваат коронавирусот и ако го добијат, многу лесно поминуваат. Односно, ајде ќе се повикам првенствено на доктор Вело Марковски, на професор доктор Вело Марковски, кој што кажа дека постојат научно потврдени докази зошто децата не се разболуваат од COVID-19 и ако се разболуваат поминуваат со лесна клиничка слика. Маски децата не треба да носат. Зошто? Затоа што маските не се потребни за заштита од SARS-CoV вирусот. Децата немаат или имаат мал број на рецептори, а маските може да ги зголемат шансите за горно-респираторни инфекции од бактериите кои децата ги носат како своја абнормална флора. Односно, на една од телевизиите имаше и прилог со директорот или докторот од болницата во Козле, каде што кажуваат дека најмалку случаи моментално имаат од ковид. Она што го имаат најмногу е бронхопневмонија, грип. Ако сметате дека маските се пречка, што е според вас? Не, оставете ме да се доискажам за да така, но во интерес на времето сакаме да го искористиме, да го слушнеме и вашиот став. Според вас, еве, ако маските пречат, онлайн ли настава е за вас решение? Како е најдобро? Никако онлайн. Значи, јас сум практичар. Повторно ви кажам, работевме и онлайн, работиме и со физичко присуство.
покрај тоа што имам информација за 400 деца од танцот, имам информации за останатите 10.000 деца кои што имаат контакт помеѓу себе. Пазете, до сега ако имаше било каков проблем со било кој спортски клуб, танцов клуб, без разлика, сите кои што имаат контакт, до сега ќе беше повестите. И срамотно е да се промовира тоа дека децата се извор на заразата. А пазете, во меѓувреме имате еден тон новогодишни забави, новогодишни прослави, помеѓу тие новогодишни прослави има еден куп колешки на директорката кои што заедно со своите колешки наставнички ќе слават нова година а потоа од понеделник повторно ќе се вратиме во училишните клупи. Зарем има некаква смисла? Мислам, апсурдно е да разговараме во услови кога сите возрастни како најголеми носители и најголеми причинители на заразата и со најголем ризик може слободно да шетаат без маски, ние децата да ги ограничуваме. Она што е трагично е психолошките ефекти на носењето маски. Значи, овдека можам да разговарам половина час и да ви читам мислења од експерти кои што се од Македонија, професори на факултет и психијатри кои што кажуваат дека маските се погубни за децата. Не може да се разговара на темава дека децата треба да се вакцинираат заради тоа што возрастните ќе се разболат или ќе почнат. Мислам, теоријата и промовирањето на тоа мораш да носиш маска на училиште зашто ќе ги разболиш тато и мама или зашто ќе умрат дедо и баба е првенствено болно и е срамотно тоа да се промовира. Цело време по медиумите тоа се збори. Една критика до вас. Првенствено темата. Вчера кога ја објавивте беше една, зошто да не се носат маски, денеска е променета темата. Односно како да се спречи за Значи не изоставена темата, затоа сте во програма вклучени. Јас ве разбирам, но вие промовирате како да се шири, вие промовирате дека заразата се шири во школите. Ние промовираме како најдобро да ги заштитиме децата, бидејќи се јавува... Јас се извинувам, јас го гледав видеото каде што вие имавте пуштена анимација од 4 деца кои што седат помеѓу себе и така се шири заразата. Тоа видео од 2020 година кога имаше параноја во Македонија, дека ќе се заразиме од се живо и диво, се прскаше алкохол по прехранбени продукти, се става јаболки, овоше, зеленчук со сода бикарбонат. Така се пренесува во директен контакт, така да тоа е генерално кога има инфицирани, а не можеме да ги препознаеме и детектираме, логично е дека ќе се шири доколку имаме блиски контакт. А ние сега со она што одиме се секако реклами. Тео време е да се одјавиме, да ви посакаме убав викенд и секако во истиот термин се гледаме во понеделник. А сега оставаме сигурните раце на Готвиме со Маја. Чао, чао.